Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Заврши екскурзии, се вративме во Скопје, кратко трае, знаете, ко порано одевме на годишни одмори пред Мицкоски да биде премиер, тоа траеше подолго, 7-10 дена со овие екскурзии, брзо одиме, брзо се враќаме, додека еднаш-два пати ставиме бензин и веќе завршуваат екскурзиите. Така што полека се подготвуваме за новата сезона 2026-2027 година. Обично почнуваме тамо некаде крајот на септември, почетокот на октомври, што јас би рекол по завршување на сезоната на земјиците. Сега планираме една или две специјални емисии, special edition, дали тоа ќе биде за 8 септември, дали почетокот на школската година, меѓутоа ќе пробаме да третираме некои по-сериозни домашни актуелни теми. Кој би го правил тоа, освен во емисијата во Центар? Зрели сме како општество да почнеме да третираме на еден многу по-системски, многу по-продлабочен начин одредени проблеми, одредени прашања кои не тангираат сите нас и кои нели го оптоваруваат нашето функционирање и нашето работење. Клучно во целиот овој период, нели кога вие сте надвор малку од Македонија, па читате Гостер, па не знам, читате Миркапија, па вода за пиење, па некои пожари пријавени или не пријавени, па имате овие изјави на премиерот Мицкоски дека неговата влада најдобро се справила и со кризите, и со пожарите, и со водата и така натаму, но еве некој постојано му прави сопки, постојано му отвора одредени теми, одредени прашања, нели му ја црпи енергијата. Човек си го поставува прашањето како Драган државни удар Вучичевиќ во Република Србија, информер нели близок на Александар Вучич, дали некој на вистина на владата и прави во наводници државен удар, намерно и прави одредени афери, намерно и прави пожарни лани или преклани, намерно и прави одредено загадување на водата и така натаму. И одговорот е категоричен. Едно големо не. Бидејќи никој нема потреба да прави државен удар. Никој нема потреба да прави одредени вештачки или хибридни кризи, бидејќи толку е кревка и политичката, и безбедносната, и било која друга ситуација во Република Македонија. И толку сме ние кадровски истоштени после 34-35 години независност, или ке славиме сега на 8 септември, што нема потреба некој нешто да ни прави, сами сме доволно капацитетни тоа да го правиме. И тоа што овие 2 години, неколку месеци од власта на последната влада на Христијан Мицкоски, ние можеме како НЗС или како заклучок да го извадиме, дека ниту една влада, не само сега, туку и во наредниот период, нема да располага со доволно капацитет на квалитетен начин да ја води Република Македонија. При тоа, во нејзини раце, да е председателска, да е гувернерска или народна банка, да е собраниската и да е локалната власт, плюс извршната власт, каде што премиер професорот Христијан Мицкоски. Во такви услови, кога не една партија не може да ги покрие сите тие позиции и сите тие различни нивоа на власта, тоа нас не тера полека да размислуваме како да коалицираме, како да кохабитираме, како македонските партии, македонско-албанските партии, албанските партии, односи со меѓународна заедница, како да ги решаваме проблемите кои се напластуваат или кои ја тиштат Република Македонија. И во овие 34 години неколку процеси може да отидоа напред, меѓутоа има некои процеси кои драматично отидоа надоле или назад, процеси на обезвреднување, процеси на рушење на стандарди, на рушење на принципи, на рушење на еден претходен начин на живеачка кој го гледаме, например во Словенија, но не го гледаме во Република Македонија. И што е најстрашно, рушење на капацитет да се разговара, да се коалицира, да се решаваат проблеми преку разговор, преку одредени компромиси, бидејќи ако човек не знае да ги прави тие компромиси, не може да живее на работно место или со своите колеги, не може да живее во семејството, не може да живее во државата, а не може ниту државата да ја води во комуникација со меѓународната заедница. Бидејќи ако немате капацитет за одредени компромиси, тогаш сте осудени на индивидуализам или само за себе да бидете доволни или само за себе да функционирате, да живеете. Држава со 1,7-1,8 милиони жители го нема ниту тој капацитет, го нема ниту тој луксус да може така да функционира. И под број 2, имаше интервју на Александар Николовски, министерот за транспорт и врски, вице-премиер во владата, да Сител телевизија, не стигнав да го искоментирам, така раскомотен како дома, што се вели на Сител телевизија. Новинарката го прашува
Дали премиерот, освен што ќе има приватна посета на Брисел и на Белгија, тамо планира да има некои тајни службени средби, комуникации, одредени тајни состаноци, на кои нели ќе се расправа за еднината на Република Македонија, тајни бизнисмени, многу битни бизнисмени, кај што тој расхомотен во гаки или расхомотен во некоја спортска облика ќе разговара и за клучни државни прашања и ничим изазван Александар Николовски вели како не е срам на македонската опозиција. Па зарем тој човек како премиер нема право да се одмори. Значи не да оди на екскурзија. Еве јас се излажав како Мицко, скотев на екскурзија и брзо се вратив. Значи има право да одмори. Гледате, тоа покажува само колку се длабоки. Тоа е епик. Значи нема нешто побитно, значи нема нешто што повеќе го одбележа овој период. Тамо некаде од 1-2 август па денес доке 24-25 август, освен таа изјава или тоа делче, таа цртичка од интервјуто на Александар Николовски телевизија, значи ничим изазван. Тој го отвора прашањето дека премиерот не е на екскурзија, тука е на годишен одмор. И ние имаме премиер на кој му е тешко да каже дека може да оди 7 дена да одмори. А ова држава има насушна потреба, не 7 дена, на тој човек да му овозможиме едно 2, 3, 4 месеци да одмори, бидејќи колку тој повеќе одмора и колку е тој помалку присутен во Република Македонија, толку се поголеми нашите шанси како така да ги решиме проблемите. Значи нема државен удар, нема политичка криза, нема некоја драматична безбедносна ескалација така натаму и така натаму. Има проблем со српските туристи, кој ескалираше минатата недела, па 4-5 часа, колку часа се чекаше на Табановце, па тепачки, па конфликти, па влегување од една во втора, во трета лента и така натаму и така натаму. И гледате, тој проект со сообраќајни казни, кој е веројатно еден од ретките проекти на оваа влада, кој е прифатлив од македонските граѓани, патот или пругата, односно овие коридори сообраќајни од Кичево до Охрид, па ова што се прави доле до Грција, па не знам од Битола, Прилеп и така натаму и така натаму, до Александар Николовски, дел на проектите на Орце Георгиевски и Панче Тошковски со моделот на казни 50, 55, 56 ограничување на брзината во главниот град на Република Македонија, плюс овие казни кои се ширум Република Македонија. И одеднаш се казнуваат српските туристи. И сега нели се прави одредена фама, дали тоа требаше сега, дали не требаше сега, дали тоа се прави за да се полни буџетот на Република Македонија, дали тоа се прави во однос на косовските туристи, дали тоа се прави во однос на албанските државјани или тоа е специјално направено за српските државјани. Дали тоа или на тој начин владата покажува дека е непоколеблива, дека е принципиелна, дека тоа што го има пропишано важа за сите, а тоа нели го разговараше Панче Тошковски при онаа средба со Ивица Дачич, тоа мислам дека беше некаде пред еден месец, кој Ивица Дачич му вели па за нашите туристи треба и поголеми каси за да може да се дисциплинират и дисциплинирано да возат. А јас мислам дека причината е сосема поинаква и многу поедноставна. Ако вие се свртите наназад некаде 12 или 24 месеци, посебно последните 12 месеци тоа ескалира, целата таа приказна за српскиот свет и тоа прашање јас го почнам тамо некаде пред 3-4 години интервју со Александар Раковиќ и така натаму и така натаму. Па има некоја ескалација во извештајот на Европскиот парламент, тоа е минатата година, по одредени изјави и така натаму, дека Македонија е во гравитационото поле на српскиот свет. И сите пресконференции кои подоцна следат опозицијата, па арестови на опозицијата и така натаму, всушност покажува дека тоа е всушност најголем товар кој го оптоварува работењето на власта на Христо Мицковски. Да ги стават во иста центрифугална, центрипетална некоја сила, некоја множенство, Виктор Орбан кој падна во Република Унгарија, па Александар Вучич српски свет, па на некој начин тоа множество да се шири со одредени краци кон Доналд Трамп, не знам, кон Владимир Путин и така натаму. Но тоа очигледно им представува одреден проблем и тие јасно декларира дека тоа го чувствуваат како одреден проблем. И веројатно седнале тамо во кабинетот на премиерот или во кабинетот кај што е пиар секторот на премиерот или во кабинетот кај што е пиар секторот на партијата ВМРО-ДПМН и почнале да размислат кои се клучни проблеми кои треба да ги санират, кои треба да ги решат. Така функционира ВМРО-ДПМН, така функционира мантрата, пиарот на ВМРО-ДПМН. И дефинира дека српскиот свет и приказните или обвинувањата за српски свет и присуство на српски свет тука во Република Македонија се еден од најгорливите прашања и дека тоа прашање треба да биде решено. Како ќе биде решено тоа прашање? Па така што ќе ги казнувате српските туристи.
Бидејќи тие сметат дека српскиот свет всушност се решава на едно такво практично ниво, дека српски свет не е поврзано со, како свински црева, со Александар Вучич, па одредена не ноншалантност, туку одредена некапацитетност вие да ги следите процесите во меѓународната политика. Точно да дефинирате правци во меѓународна политика, да не давате жмигаве за десно, а да вртите лево, туку да имате принципелна политика, бидејќи Република Македонија од пред 4-5 години е земја која е членка, односно пред 6 години, земја која е членка на НАТО алијансата. Имаме заменик генерален секретар на НАТО алијансата, тоа во една од претходните две анализи го објаснов, во наводници тој конфликт помеѓу Гордана Силјановска и Радмила Шекеринска. Бидејќи српскиот свет им тежи и бидејќи немат капацитет да се ослободат, да се измлкнат од српскиот свет, од прегратките на Виктор Орбан, предгратките на Александар Вучич, бидејќи знаете само е прашање на време кога ќе почне да се отварат прашањата дали Виктор Орбан и колку Виктор Орбан учества не само во медиумите во Република Србија, преку медиумите во Република Србија и тука во медиумите во Република Македонија, колку учества во Белград на вода, колку дел на својот капитал во Унгарија го има префрлено во Србија и преку Србија на одредени други дестинации, дали овие арапски инвеститори се баш арапски инвеститори или се некој Дунав инвеститори кои доаѓаат прво во Србија, подоцна и во Република Македонија, бидејќи тоа очигледно прво им тежи, а второ, знаете, си го постават прашањето, ако тоа биде доволно долго под рефлекторите на јавноста, дали може некакви лавови или некакви пајаци или некакви змаеви да излезат или некакви лешеви, што се вели од орморот, да испаднат и нешто да се најди што власта не би сакала да биде детектирано или да биде најдено, и дека ќе го решиме, ќе го затвориме српското прашање. Како ќе го затвориме српското прашање? Така што ќе казнуваме српски. Така функционира ВМРО-вската пиар филозофија, пиар стратегија. Ако и казнувате српските туристи, вие на најеклатантен начин ќе покажете дека немате врска со српски свет. Видите, мали Џокица така размислува и така води политиката. И кога вие всушност ќе видите како функционира таа нивна пиар стратегија, си опоставувате прашањето, па како може македонската опозиција или опозицијската јавност која се формира многу силно во Република Македонија да не најди соодветен одговор на таквата пиар стратегија на ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа е толку едноставна и толку лесно прочитлива пиар стратегија, седат таму, гледаат проблем, измислуваат одредено решение и викаат тој проблем, знаете, го ставаме по тепих. Тоа што тие и понатаму ќе останат врзани како слепо црево со Орбан, со Вучич и веројатно преку Романија и преку Украина со Руската Федерација, тоа станува товар за Република Македонија. Меѓутоа со казнување на српските туристи тие го имаат решено, нели, таа попочна врска со српскиот свет. И што прават? Прават драматична криза, имат еден шалтер, знаат дека 100, 200, 300, 1000 српски туристи не можат во краток временски период, им требат неколку минути, 10 минути по еден турист да плати, да види каде е, што и така натаму. И така натаму, драматично и намерно предизвика од одредена криза, зошто само и само да покаже дека немаме врска со српскиот свет. Кога го избират моментот? Па на крајот на туристичката сезона. Тоа е пиар стратегијата на ВМРО-ДПМН. За овој дел од анализата мораме да повикаме помош од пријател. Што правите на екскурзија, знаете? Вие не се бањете, што би рекол мојот пријател или Чичко Томо Аврамски, само селјаците се бањат секој ден кога се на екскурзија, така и ние што ќе правите на екскурзија, ќе скролате по Facebook, ќе читате на портали, ќе скролате по Facebook профилите на одредени политичари и мене случајно ми дојде, еве, така падна, знаете, паричката падна, што се вели кај него, Владо Мисајловски Кендо. Ова е профилот на министерот за одбрана Владо Мисајловски Кендо. И кога скролате надоле, гледате дека вчера, значи пред еден ден, имал интервју на Сител телевизија, пред 3-4 дена имал интервју на Канал 5 телевизија, значи на двете најгледани македонски телевизии. Во 3 дена министерот за одбрана има интервју. Не води кампања. Случајно му се има поклопено да се појави на двете национални или најгледани телевизии во Република Македонија. Па претходно има одреден пост каде што го дочекува новиот воен аташе на Соединетите Американски држави во Република Македонија, како пишува Владо Мисајловски, добре дојде за новото одбранбено аташе на САД подполковник Ендрю Шели. И кодите надоле, гледате дека на 18 август имало чествување или денот на армијата, 18 август, денот на македонската армија.
И на тоа чествување, нели, присуствува председателката или врховниот командант, присуствува премиерот, кој ќе отвори тоа фотографија, ќе видите дека присуствува и Панче Тошковски, па ќе најдете некој објаснување, министер за одбрана, министер за внатрешни работи, тоа е исти безбедносен сектор, па ќе видите до Панче Тошковски министерот за спорт Борко Ристевски, и таму на таа фотографија гледате дека го нема градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски, го нема вице-премиерот на владата и министер за транспорт и врски Александар Николовски, и го нема ни министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, ниту пак полковник или военото лице Драган Ковачки. И сега си ја поставувате прашањето, што говорил Васко Евтов, или што сум кажал јас во моите вонредни политички анализи, дека Владо Мисајловски Кендо е избран од Христијан Мицкоски да биде нов технички премиер во некоја пржинска влада. Дали ќе биде формирана до крајот, тоа е последната пржинска влада. Дали ќе биде формирано крајот нова година, дали ќе биде формирана пролет или есен наредната година, дали ќе биде во редовниот термин за парламентарни избори, тоа е некаде пролета 2028 година, меѓутоа сега Владо Мисајловски Кендо или министерот одбрана е избран да биде последен пржински или технички премиер на некоја влада во која ќе има министри и од опозицијата, чите од СДСМ. И не присуствува Мицунски, кој е еден од кандидатите, ако Мицкоски го исполни своето ветување дека ќе се повлече од лидерската позиција на ВМРО-ДПМН, кој ќе му истече мандат од 2029 година. Го нема Орце Ѓорѓиевски, кој е еден од кандидатите да го наследи Мицкоски, бидејќи има капацитет, има ресурси, градоначалник на Скопје, буџет поголем од 100 милиони евра, значи располага и со политички, располага и со финансиски капацитети. Го имате Александар Николовски, кој исто има амбиции, има желби, се гледа како вторчек во партијата, како вторчек во владата на Република Македонија, плюс врти милиарди и милиарди преку Министерството за транспорт и врски. И немате Ковачки, кој како генерален секретар има некаква стартна позиција да може, ако замени председателот, тој како генерален секретар или како нов Борис Мејковски, да има некаква почетна позиција. И во времето на Никола Груевски, секретарот на партијата всушност го замени како технички премиер. Ковачки сега не е во некаква таква позиција или така сега стојат работите. Што сам да кажам? Дека Владо Мисајловски Кендо ја отпочна својата кампања да биде технички премиер. И случајно на таа среда, видите, може случајно, еве тројца или четворица од претенденти да бидат први луѓе на ВМРО-ДПМН биле на годишен одмор. Но немаме такви дојави, немаме такви информации, немаме такви најави дека баш сите во исти период кога се слави денот на армијата на Република Македонија биле на годишен одмор. Може биле поканите, може не биле поканите, може или имале некакви обврски, меѓутоа точно четворица кои се најсериозни кандидати или конкуренти на Владо Мисајловски да не бидат поканети или да не бидат присутни, да биде присутен Панче Тошковски или министерот за спор Борко Ристевски, тоа мене ми укажува дека тие поделби внатре во ВМРО-ДПМН, тие клановски лоби, групи, битки за одредени подобри позиции, дали премиерска, дали лидерска, дали на некоја друго ниво, не се отпочнати, туку се драматично продлабочени. И само поради никаква неспособност на македонската опозиција, тие поделби или тоа конфронтирање на лоби групите внатре во врвот на ВМРО-ДПМН, ние дали наредната или понаредната недела ќе има една анализа токму на таа тема, како ќе се повлечи или дали ќе се повлечи Мицкоски, кој може да го наследи на чело на ВМРО-ДПМН, тоа ќе биде сигурно една анализа која ќе го задржи вашето внимание. Тие процеси се почнати и никој не може да им застане на крајот на тие процеси. Бидејќи јавна тајна дека кога Мицкоски беше лидер на опозицијата и премиер на ВМРО-ДПМН во тој временски период кога ВМРО-ДПМН е опозиција во Република Македонија, во сите стани падни ситуации има најавувано оставки. Барем 5 или 10 пати како лидер на опозицијата тој има поднесено оставки на седници на извршен комитет, на потесно раководство на ВМРО-ДПМН, па подоцна дали Панче Тошковски, дали Гордана, односно министерката за финанси, Кочовска, ќе го смират, дали Јанушев Игор, дали ќе го смират, ќе поразговарат со него, па ќе ја повлече или ќе се повлече таа најава дека ќе поднесе оставка, што ќе рече дека таму работите не се така бетонирани како што нас не изгледа кои ги гледаме работите надвор од партијата, надвор од Христо Татарчев Белата палата, таму процесите драматично дополнително ќе се ферментират и ќе се конфронтират
и колку тоа ќе оди брзо или ќе оди драматично, зависи од тоа колку е силна опозицијата. Со оваква опозиција, тоа не мислам дека во еден краток период може драматично да ескалира. Да ја продлабочам или да ја дообјаснам тезата, политичка криза, државен удар и така натаму и така натаму. ВМРО ДПМН е, како сите десно ориентирани партии или помалку авторитарни партии, не само во Република Македонија, туку и во регионот, нема капацитет или има многу помалку капацитет да ги менува работите и има многу поголем капацитет, да не речам целосен капацитет, да креира одредена реалност. Значи не да ја менува реалноста на полошо или на подобро, туку многу повеќе да креира одредена реалност, со која всушност ќе ги торпедира гласачите, ќе ги торпедира гледачите или граѓаните на Република Македонија, со одредена нова реалност која таа сака да ја креира, сака да ја формулира и сака да ја презентира пред македонската јавност. Може би сум раскажувал или може би сум кажувал, меѓутоа тоа е теза која постојано ја употребувам, бидејќи одредени анкети, кога е во полна експлозија, во полн процут проектот Скопје 2014 и се прават одредени истражувања на јавно мислење и на прашањето дали го поддржувате проектот Скопје 2014, најголема поддршка нема од граѓаните на Скопје, има од тие периферни населби околу Скопје, најголема поддршка има во овие неурбани центри во Република Македонија, нели да не употребам некој термин за да ги навредам тие кои не живеат во главниот град на Република Македонија. Така што во овие помали места во Република Македонија, на анкетите или на прашањето дали го поддржувате проектот Скопје 2014, најголемата поддршка за проектот Скопје 2014 година. Така име денес кога ВМРО ДПМН со помош на медиуми, а сите национални телевизии се под нивна контрола, сите во наводници опинион мейкери на социјалните мрежи кои прави одредени кариери во мандат на СДСМ и сега само ги продават тие кариери или ги наплатуват тие кариери во мандат на ВМРО ДПМН, каде што нели градат кредибилитет, иако се дел на СДСМ со напад на СДСМ и секој доаѓа ВМРО ДПМН, повторно има напад на СДСМ, нема напад на ВМРО ДПМН. Значи во тој контролиран круг, кај што можете пара на рака, мара за рака да функционирате, вие немате напади на власта. Имате напади во оние стихини структури, реслови на социјалните мрежи кои не се под контрола на власта, опозицијата нема никаква контрола и тие креират одредено опозицијско, дифузно јавно мислење, кое не мислам дека им оди во корист на СДСМ, не им оди во корист, туку им оди на штета на ВМРО ДПМН и нешто дифузно може да им оди во корист на Димитар Апасиев и на левица. Така што во една таква структура или во една таква симбиоза и поставеност, кога не можат или немат капацитет да ја менуваат реалноста во Република Македонија, се плашам дека и наредните влади ќе нема таков капацитет без некаква поддршка на меѓународна заедница да ја менуваат реалноста во Република Македонија, тие ви сервират нова реалност. И ви убедуваат преку секојдневните настапи на премиерот, дали изјави, дали пресконференција, дали гостувања на национални државни телевизии, подкасти и така натаму, како главен инфлуенсер во Република Македонија, да ви ја наметна таа нова реалност. И ако вие се побуните, тоа освен во емисијата во Центар, јас не гледам каде на друго место се прави на сериозен начин и со сериозна бројка во Република Македонија, тогаш вие сте стигматизирани, сте напаѓени, премиерот е нервозен и така. Дури на договорени интервјуа кои води на овие национални телевизии, на првото прашање што не му се допаѓа, тој покажува на драматична нервоза, неприфаќање на еден таков начин или таков стил на комуникација, бидејќи поставеното прашање тој не го чувствува како можност да одговори, туку го чувствува како искажана, манифестирана недоверба кон неговото владење или начин на владење. Тоа е под број 1. Под број 2, гледате, продолжен е мандатот, се потврдува тезата дека продолжен мандатот на Попов, амбасадорот на Македонија во Соединетите Американски држави, внук на Никола Ќурчиев. Ако се сеќавате на она фотографија кога е со Горан Минчев, со Бранко Црвенковски и со популарниот Зоко Миравац, десната рака на Бранко Црвенковски, во една елитна скопска кафана, плюс амбасадорот на Македонија во Соединетите Американски држави, веројатно во таа некаква кохабитација Бранко Црвенковски, партијата на Максим Димитриевски, знам, Горан Минчев со Христо Мицкоски, продолжен е најмалку уште една година мандатот на нашиот амбасадор во Соединетите Американски држави. Значи, ако го трнеме настрана тоа, тогаш втората клучна амбасадорска позиција
за Република Македонија е позицијата амбасадор во Велика Британија или на Мангова. 10 или повеќе од 10 години прв човек на фондацијата ИРИ кој ги прави главните анкети во Република Македонија е сега амбасадор на Македонија во Велика Британија или во Обединетото кралство во Велика Британија, Северна Ирска, како е официјалниот назив на таа држава. И тоа го поставува клучно прашањето за односите на ИРИ, NDI со политичките структури, дали раководителите на тие институции во наводници може да се пазарат со политичките институции, со властите, со опозицијата, ако малку ги направат анкетите во интерес на одредени структури, дали може тоа да биде во наводници наплатено, дали тоа може да биде позитивно толкувано, позитивно оценувано и така натаму, и тоа е помалиот проблем. Поголемиот проблем е тоа дека таа структура која е била за Преспанскиот договор, која е била против Никола Груевски, која не може драматично дел на шарената револуција, но се залага за промена на име, за влез во НАТО, се стипендисти на Велика Британија и така натаму, кои природно гравитиле околу СДСМ, околу Зоран Заев, околу Бојан Маричич во еден временски период кога се тие процеси на влез на Македонија во НАТО алијансата, сопругот на пример на Илина Мангова, јавно се декларираше дека е за Преспанскиот договор. Одеднаш тие завршуваат во кохабитација со ВМРО-ДПМН. Гледате, тоа е дупло голо за СДСМ. Губи структура и играчи кои им биле блиски во процесот на уставни измени, процесот на менување на име, француски предлог, можеби, и тие завршуваат на контото на ВМРО-ДПМН. Значи, не ги задржува, трпи одредена штета и на крај има трансфер на тие играчи ке врват на ВМРО-ДПМН. Или се на некој начин преторијанска гарда на ВМРО-ДПМН. Така што сега опозицијата, за да стигне со критиката до ВМРО-ДПМН, за да може да го заболи, да го зачеша Христијан Мицкоски, прво мора да се пресметува со овие структури, кои природно им припаѓале и кои она во тој процес на заевизам, кога на Зоран Заев многу поблиско му било со Мирослав Шунтев или со овој вештачка интелигенција председател на Централниот комитет на ВМРО, односно на СДСМ, Кавадарци или Неготино, ако не се лажам, Лазов. Значи, многу поблиско на Заев им било да комуницира, да губи време со нив, да расправа висока политика, геополитика. Овие структури кои се секогаш кичма и многу битни во политичките разврски во Република Македонија, гледате, тајно, преку ноќ, завршија на контото на ВМРО-ДПМН. Тие ќе бидат првата борбена линија и преторијанската гарда, која ќе се спротивставува на СДСМ, бидејќи нема да го бранат ВМРО-ДПМН, во наводници ќе го бранат своето предавство и изневерувањето на своите во наводници идеали, и тоа ќе сакат по секоја цена како кукавичко јајце да го префрлат во гнездото на СДСМ и тоа да го постават не со нивно напуштање на идеалите, туку со изневерување на нивните идеали од страна на СДСМ и на Зоран Заев. Гледате, така што изборот на Илина Мангова за мене има драматична порака, бидејќи Велика Британија со тој кредит некаде 5-6 милиарди долари, односно 5 милиарди фунти, кој треба да биде инвестиран во инфраструктура и во други проекти тука во Република Македонија, не се јавува само како најголем инвеститор на Република Македонија. Туку поентата на Велика Британија, ако имате Америка која е трната на страна, ако имате Велика Британија која излезе на надвор од Европската Унија, тогаш целата политика во наводници на помош, подршка или притисок на Република Македонија ќе оди преку НАТО, алијансата, надвор од Америка, и тука ви се јавува како Пиемонт Велика Британија. Кој е амбасадор на Македонија, Велика Британија или на Мангова? И тука веќе сите работи мислам дека ви станат јасни. Сакав уште многу работи да кажам, меѓутоа да не испадне како претходната анализа 44 минути. Еве еден Facebook статус на Мери Ѓоргиевска. Прво ќе ви го прочитам или ќе ги извлечам главните поенти на тој Facebook статус и подоцна ќе ви направам одредено политичко објаснување. Како вели, тоа е предвадена Мери Ѓоргиевска. Кучињата си лајат, караванот си врви, толку среќа имаше Мицика, мисли на премиерот Христијан Мицкоски, професор доктор Христијан Мицкоски, што Нил му дојде дома без да се мачи. Мисли веројатно на ова афера или ова криза со комарците, западно-нилска треска и така натаму. Он да иде на Нил, за ништо не се избори сам. Се наготово, од кавијар до папаја,
народот да ставил комарници, нели, да ги ставил оние мрежи, оние сита да се штити од комарци. Предходниците на Мицкоски, барем се помачија. Некој стигна до Црното море, мисли на Лјупчо Ѓорѓиевски и Бугарија, на некој се вратија со временската машина во антиката, мисли на Никола Груевски, па се збунија со барокот, некој стигна до 15 септември Бранко Црвенковски, еден до Дубај, ама на оваа сегашна северџанска влада се само им се носи. Им се истовара пред врата, од Кочани до Нил. Сега има тука некои навредливи шупелки и така натаму, и на крај завршува. Мрш и опропастивте Македонија, ама има кој да ја среди. Мери Ѓорѓиевска е ќерка на Љубиша Ѓорѓиевски, исклучителна паметна жена, која е една од ретките припаднички на ВМРО-ДПМН на така висока политика, дел во наводници на плавата крв на ВМРО-ДПМН, политичкиот комитет на ВМРО-ДПМН го има името Љубиша Ѓорѓиевски, институтот. Има Љубиша Ѓорѓиевски, значи председател на Собранието на Република Македонија, кандидат за председател на државата 1994 година во таа епска битка со Киро Глигоров. Имате такви формулации на Мери Ѓорѓиевска. Тоа покажува, и нели, тоа е одговор на прашањето зошто во изминатите 2 или 3 емисии постојано сум го отварал прашањето на Левица, на Димитар Апасиев. Зошто или дали можете да најдете било каква критика на Димитар Апасиев упатен кон Гордана Селјановска. Тоа покажува еден дел. Дали е под контрола на Никола Груевски, дали е под контрола на Сашо Мелков, дали те учествувале во формирањето на Левица или форматирањето на Левица како партија од чинелот на Димитар Апасиев, тоа е тотално небитно, бидејќи ниту американците учествувале во формирање на тајната полиција на СФР Југославија или во тајната полиција на Кралството Југославија, дали Караџорџевиќ или Јосип Брз Тито, на крајот на денот, кога се распа Југославија, кога ЦИЕ доаѓа тука, кого користи, па користи деца или реслови, деца на комунизмот или реслови на удба. Така што без разлика кој е формирал, како е формирал и кој е форматирал таа партија, во еден временски период, ако се покажи како неопходно, слаба опозиција, раскарана опозиција, која не може да се крени, гледате ослободене Венко Филипче, и тоа ослободување на Венко Филипче јас го сметам како нулта позиција, како стартна позиција од која натаму, сега па натаму ќе видиме како функционира Венко Филипче, бидејќи досега муабетите беа Венко Филипче е уценет поради таа модуларна болница му виси над глава, мора да кохабитира со Мицкоски, мора да го слуша Мицкоски, бидејќи ако не го слуша Мицкоски од фиока ќе биде изведен случајот со модуларна болница и ќе биде санкциониран Венко Филипче, се тоа го нема. Има ослободителна пресуда, што ќе рече дека сега Венко Филипче ослободен, лесен, извања Џоа Бебенце, може да покаже колку капацитетен е и што може да покаже на политичката цена. А ако покаже нешто, околу него ќе се форматира некаква енергија која може да влезе во процес на рушење на власта на Христа Мицкоски. Ако не, тука е џокерот или повеќе пријател, а тоа е Димитар Апасиев. Затоа и го отварам тоа прашање. Овој Facebook статус на Мери Ѓорѓиевска всушност покажува, гледате како завршува. Ја упропастија Македонија, но има кој да ја среди. Тоа е кампања на Левица. Со таа кампања Левица ќе се обиди таа да се појави како пиемон, како стожер околу која ќе се укрупнува опозицијата во Република Македонија, дали тука ќе учествуваат структури на Груевски, структури на Сашо Мјалков, одредени незадоволни ВМРО-овски структури, тоа ќе направи во еден момент една чорба, ќе почнеме да сркаме од таа чорба, ќе видиме кој е вкусот на таа чорба и во еден временски период, знаете, од таа чорба ќе се стврдни како фонду кога се прави, се топи сирење, се јади, се срка и подоцна тоа сирење, швајцарско сирење добива одредена форма. Нешто слично ќе се случува и сега во Република Македонија. И затоа ви изминати 2 или 3 недели ви го отворав тоа прашање на Левица и на Апасиев, овој Facebook статус на Мери Ѓорѓиевска, која е насочително паметна жена, со сериозно политичко падигре, гледате институтот политички на ВМРО-ДПМН, името на татко Љубиша Ѓорѓиевски, таа оди во Левица со такви критики кон политиката на ВМРО-ДПМН и тоа ке мене покажува дека знаете, сите оние муабети кои сме ги правеле, албанците не се карат помеѓу себе, гледате паѓа во вода, се карат помеѓу себе повеќе него што се карат македонските политички партии. ВМРО-ДПМН има законна омерта каде што не се говори, не се прави, не се изнесува, не се напушта ВМРО-ДПМН, само се карат, се дела, се развојуваат, се вадат и се делата, не се собират и не се множат.
се покажува дека ВМРО ДПМН има драматично незадоволство и тоа незадоволство почнува тамо некаде од промена на името, осомината, пратеници кои им ги ставија на располагање на правење или за правење на уставните измени и тоа ескалира од денешен ден. Во еден временски моментум се ми се чини дека Димитар Апасиев ќе побара пријател. Првата адреса каде што ќе побара пријател се ми се чини дека ќе биде Гордана Силјановска. Еве ми остана поло од тезите некажани, неелаборирани. За ЕФ шефот е едната теза. Мицко 2 мандати е втората теза. Фискален совет е третата теза. Плати и пензии е четвртата теза. Финансиските проблеми или кризата или долгот кој го има владата на Република Македонија. На никого не исплаките така натаму и така натаму, тоа е четвртата, односно петтата теза. И сите тие остануваат да се анализира дали наредната, дали она понаредна вонредна политичка анализа, бидејќи полека влегуваме во еден временски период кога кризата ќе почне да тропа на врата на премиерот. Тоа нема да е меѓународна заедница, тоа нема да е опозиција, тоа ќе сте вие. Вас ќе ви каснат, вас ќе ви доцнат. Вие ќе имате се помал маневарски простор. Вие ќе бидете ограничени на една, на втора, на трета граница. Вие ќе се чувствувате некомотни во овој модел на функционирање, овој модел на живење. Ќе имате министри врз кои ќе се врши перманентен притисок. Погледнете го министерот за здравство, Сашо Клековски. Заедно сме растеле во автокоманда. Блед како лимон, блед како крпа. Не може две реченици да каже. Точно знае колку пари има во буџетот, со колку пари располага, со какви долгови располага, знае дека мора приоритет на кафетин коалиција да даде. Ако не даде приоритет на кафетин коалиција, значи тие да добијат приоритетно за другите, ако има, или аврио, што би рекле грците, утре, заутре, за една или за 2 години. Знаете, кога вие ќе се соочите со бројките, а во математиката нема пријатели, нема лаги и нема превари, 2 плюс 2 не се 5, не се 3, туку се 4, тогаш ќе изгледате како Сашо Клековски пред еден или пред 2 дена која дава таа изјава. И не само Клековски, туку и сите министри, освен Гордана Кочовска, која прска, која пука од оптимизам, а прашајте колку е обемот на ДДВ кој не им е вратен на македонските предпријатија, колку не плаќа обврски. Слободен печат излезе со одреден текст, 700 милиони, некаде 693, 700 милиони, да закружим, 700 милиони евра, се доспеени обврски кои не се платени, верујте, пута 2 или пута 3. Се тие обврски, плюс ДДВ, плюс фонд ДДВ и така натаму, тоа дали наредната или понаредната вонредна анализа ќе го објаснуваме, тоа покажува дека просторот, како велат србите, мала бара пуна крокодила, ние немаме многу крокодили како сериозни играчи, но имаме крокодили кои сакат да јадат, кои сакат да дишат, кои им е неопходна храна за да може да преживеат. Тоа се фирмите, тоа се стопанствата, тоа се институциите, организациите, тоа се поединците во Република Македонија. Одеднаш во еден временски период некој ќе го постави прашањето која е цената на ручекот и кој ќе оплати ручекот. Кога ќе поставите тоа прашање, имав едно интервју, ми се чини кој е првото паѓање на Бојко Борисов. И тогаш имаше една флоскула дека фрижидерот го победи телевизорот. Во оној момент кога фрижидерот, кога ќе отворите фрижидер и видите што има, а нема да пуштите телевизор за да ви кажат што всушност имате во фрижидерот, кога фрижидерот ќе победи телевизорот, тогаш може да се случат промени во Република Македонија. Ова беше нашата вонредна анализа. Ново дружење вторник 20 часот и 30 минути до вторник. Пријатна вечер Македонија, каде да си.